Филип го запознавме минатото лето, кога брзавме да му подготвиме 3 стана за издавање. Тогаш беше на почетокот од овој нов бизнис за него, не беше воопшто сигурен дали ќе му тргне, како ќе му оди и да не го урочиме, штом не повикува пак, очигледно дека и ние и тој сме завршиле добра работа. Најави уште еден стан кој отидовме да го видиме заедно. Филип ми се јави по 4-ти пат, значи повторно бара стан за издавање. Очигледно дека добро иде бизнисот, меѓутоа малку поразличен од останатите. Ако останатите ги правевме такви ведри младешки, овој треба да биде малку по-сериозен, значи како за повозрастни луѓе или како за поделовни луѓе. Очигледно добро оди. Да, за тие станови што ги правевме сега за сега оди окей. Одлично. Кажи ми, овој стан сега приличува малку на најмалечкиот стан. Да, значи овој е нешто поголемо од тој за квадратура, тој беше 32 мислам на квадрати, овој е веќе 40 нешто. Добро. Концепцијски нешто поразлично? Па и тие се еден од друг се разликуваат, така да не сакале да биде нека боја која што не е таму, не се користи во тие. Значи, исто така мислам дека овој стан може да направиме малку да биде посериозен од аспект на да привлекува некои од бизнисмените кои што доаѓаат тука. Јасно. Што престојуваат, така да може би требало да инвестуваме некој бюро да ставиме, да иде особено, не знам, во една од собите. Добро, чувам оце на друго ниво. Материјалите слични како таму реално? Материјалите значи да бидат може да се оди повеќе на варијанти со дрво, значи да биде малку така во тој стил. Добро. Естетиката во новиот стан може да биде поразлична, нели? Да не бидат само иверки, медијапајни и така натака, може да употребиме природно дрво или некои малку поинтересни модели, така не, по-трендовски. Повторно нешто тапети, повтори така евентуално или не? Јас би сакал, Ама не знам дали се научи. Добро. Ќе видиме за тоа. Ајде, браш. Ќе одлучиме заедно. Спонат може да видам. Може. Па тоа е слободно. Од минатата беше баш проблематично. Да, спална беше многу мала. И тука сега, значи? Лакар спална и туку кога може да се стави некој бюро во нас. Генерално, ако тука се постави креветот, нели, лакарот, таму лево или стабилно каде може да застане. Да. Кредитите овој пат мислам дека зборевме да бидат исцело, да не бидат раздвоени. Добро, да. Така. Другото прилично стандардно, дека знаете. Окей. Има ли нешто што во другите станови заклучивте дека ви треба, а не сте направили? Мислам дека сега нема ништо. Јас кој што договараме тогаш, значи испадам дека дури тоа е малку и повеќе него што користат луѓето, да. Меѓутоа, тоа што зборевме за бюрото, тоа е елемент кој што не сме го користели до сега. Тоа е нешто ново што би сакале да го ставиме, меѓутоа другото останува се исто. Добро, кучеви гледаме врата. Кучеви имате? Јас ке си се вратам за инспирација. Просторот е доста малечок, иако долг навес, тесен. Најкомплицирана ќе биде кујната, особено заради тоа што побараа поголем фрижидер да имаат машина за садови што нема да биде сместена под фрижидерот како што го направивме тоа во другите станови. И тоа малце ќе искомплицира целата ситуација околу решавањето на кујната. Врз база на она што го слушнавте, можев да направам неколку концепции. Дополнително од се што кажа, Филип побара да има гарнитура како во најмалиот стан, која иако малку големка, им била од искуството најлесна за отворање и користење во моментот кога доаѓаат повеќе од двајца во станот. Иако е за повозрастни станот, Филип не го побара точно кафен или сив, претерано смирен или премногу едноставен. Тој сепак сака да му се случува нешто, само со поинаков концепт и тоналитет од останатите. Побарана беше сината боја како акцент во дневната. Уште едно интересно барање е да нема ни шанк со столици како во најмалиот стан, ниту пак стандардна трпезариска маса како во другите. Туку нешто високо, нешто меѓу шанк и маса, како во кафетериите. Нема многу различни концепти како да се реши овој стан со оглед на ограничувањето од зидовите, вратите и инсталациите. Единствено има шанса да се бира дали плакарот во спалната соба да биде од едната или на другата страна од собата, а со тоа и работната маса би си го сменила своето место. Филип го избра ова решение, по кое веќе може да започнеме со работа.
Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Прво, идејата беше да се направи просторот со една темно сина боја, која што наводно рековме дека ќе биде добро дека ќе изгледа практично со бојата на дрвото. Боењето требаше да се случи всушност само на синиот зид, а на другите да има тапети. Но и после неколку дена потрага по нешто интересно, Јана не успеа да најде доволно добри тапети, или барем некои што ќе се бендисаат. Па се реши да ги избои и другите зидови. А потоа, како на мојот цртеж, на едната страна да се изработуваат цик-цак ленти, а во спалната да се нацрта нешто на зидот. Едно е како е испланирано, нели, што сакаме да направиме, а остатокот ќе го препуштам на Јана. Конкретно да се договори на лице место со бојаджиите, до каде ќе иде темната сина боја, до каде ќе иде крем. Значи го имаме цртежот. Ние, тоа е добра водилка. Ова го испарваме плаво и шо? Ова ќе си остане бел. Ќе си остане, ама тука малку сумњиво да не дојде. Она не сака вака да завршува. Вака ќе го оставиме. Ако е тежко изгледа, тоа сака да лутата ќе го испарваме. Ако не, ќе пробаме да ќе го испарваме. Некако логично ми беше да заврши плавата боја до таму до кај што веќе ја офарба Ненад, ама знам дека тоа нема да се допадне на Ива. И за тоа да не правиме дупли работи, уште веднаш подобро да го офарбаме и другиот дел и така, да не мислиме повеќе. Друго што има друго оди во крем. Јанцето на Бедула 68. Тој е останал крем. Да, останал крем, а ходничето исто крем. Спалната исто освен зидот кај прозорот и кај плакатот. Има некои детали во становите кои што се едноставно нерешливи. Значи или треба 300 гипсови да направиме за да ги изчистиме сите рабови, а и се најде во таква состојба со Ненад. Се најдов. Дали зидот е само од едната страна или ти као што сакаш секогаш да завршува и од така странично да кажам. Добра. Јас сакав права, ама под кој испадна на крај. Како испадна по мене? И пас го избоивме и другиот дел. Знаев дека ќе го вратиш Ненад да го добои. Токму таа темно сина боја која ја ставивме во просторот е потенцирана како една од трендовските бои за 2016 година. Тоа е едно, а второ делува малку посериозно, така малку постегнато и трето, многу важно е дека многу убаво ќе одговара со една темна оревеста боја која што ја избравме за дел од парчињата мебел што ќе се најде таму. Некој пат некои нешта едноставно нема да пречат толку многу, така што не си вредат парите што би ги дале за корекција во просторот. Просторот е почетно извојадисан, за да може да му се случуваат останатите работи. За Арбор нема многу работа, но толкав не е станот. На Јана ќе дадам да се договори со представници од едни од нашите најстари соработници во емисијата, тоа се Арбор. Со нив одамна работевме, направивме некаква кратка пауза и сега сме пак заедно. Ова е кујната наваму. Ова е четврти стан кај што го работиме за исти клиенти и е стан за издавање, значи краткорочен ќе биде престојот. Сега, иако е така, сепак треба нели да ги има сите оние параметри, целата онаа содржина како за една кујна во домаќинство, да кажам.
Инсталациите нема да ги променуваме, си останува вака како што се поставени да бидат по проектот. Значи почнуваме со фрижидер овдека од оваа страна, потоа доаѓа 45 сантими машина за перење садови и до незе е садоперот. Готвењето е овдека, значи на плотна и фурна, кај издувот што е постане. По барање на клиентот, кујната треба да биде во бела боја, а како и во претходните станови кои што ги сработивме, а плотната во некаков дезен. Вака, претпоставувам дека идеме според проектот. Да. Лично поаѓаме со нив градни фрижидер, му имитираме страници, вратиче горе. Да. Во горна зона продолжуваме со висечки елементи. Исто и за нив мислам дека ќе бидат под кредата. Па да. Многу ќе ги сецкаме работи, ќе биде тешко за користење. Па да, нели малку неприродно ќе личи да овдека некаков пресечен дојде. Треба да ги сечаме, ќе биде тешко за користење, конкретно тие од таа страна ќе треба многу потешко да се користат, ќе треба да ги сецкаме на помали вратички. Значи за овој простор ќе биде тоа, значи кујната и уште да ти покажам имаме во спалната соба едно работно биро заедно со надкаснат со фиоки. Говорите за кујничето со Анѓа? Да. И? Да. И Влезе во разработка тоа? Да, со тоа што малку е чудно, немаме позиција за фиоки. А секогаш се потребни. Како што ги спланирате, Многу ќе бидат мали. Фиоките излегоа најголем проблем во кујничето. И единствено место каде можам да ги смислам се под мијалникот. Бойлерчето ќе го сместиме во аголот, кој онака е тежок за користење и скоро непристапен, зашто вратичето е 35 см. Водоводжијата ќе треба да најде доволно долги цревца за да ја поврзе чешмата. По консултација со него, кујната беше пуштена во работа и потоа измонтирана. Изборот на дополнителниот мебел во станот беше во темно кафено масивно дрво, па затоа и на кујната е избрана работна плоча која најмногу потсетува со својата боја на дрвото кое ќе се најде во дневната, бидејќи станот е мал и бидејќи треба да се спојат нештата. А во спалната ни треба освен кревет, наткасни и маса за работа и еден плакар. Затоа сме во Акрон. Здраво, јасна, како си? Добро, ти? Добро, супер, ева, ги гледам баш вративе. Најде нешто интересно. Да сите се знаеш. Има и нови врати, има и нови материјали и некои стари стандардни што си имаме. Што ти треба? Овој пат работиме стан кој ќе биде за кратко издавање. Значи, треба некако убаво да се разликуват, да се наместат за 10 дена престе, да кажем. Кажи ми колку врати ќе Со 2 врати. Со 2 врати? Да. Добро. За вратите ќе каква треба да биде бојата, светло нешто ставиме или? Па ѕидовите ѕидовите ќе бидат обложени со синтапет, а мебелот е бел. Па и тоа добро, може да истираме со бело и евентуално едно огледало да ставиме? Да има, да визуелно што толку да ја сколимува, а и нема друга позиција за едно големо огледало. Ето супер, тоа е една бела ни ходи и една огледало. Натре ако не ставаме фиоки, тогаш можеме да ставиме за закачување во двата дела и остатокот полици до горе. Не знам како ви одговара да се скомбинира. Еве си за размислување. Па мислам дека би било добро да има и за долго. Полици во секој случај за теплината гардероба и со кратко. Тоа е тоа. Плакарите во становите за издавање не мора да имаат кој знае какви функции внатре и специјални поделби. Доволно е да имаат дел за обесени јалишта и дел со полици. Во еден стан за издавање, кога се работи плакар, не мора да има внатре фиоки, додатоци и се нешто што би посакале да имате во една стандардна спална соба, нели, кога би била таа дома. Овој плакар е доволно да има полици и оклади, бидејќи клиентите реално остануваат многу кратко време таму.
Речиси се привршуваме. Имаше уште купи спланирани, а не набавени работи. Реално имавме начелен договор со Лидија дека ќе го предадеме станот околу крајот на месецот. Од поголемите работи ни останаа за набавка уште лустерите и испратив на Јана фотографија од она што јас го бендисав во Манекс. А потоа, таа самата ќе види да нема нешто што не сум забележала. Дениса, за овој стан во кој што сега работиме, некако имам идеја и со Ива разговаравме да некако светилките бидат бакарни. И сега јас веднаш се сетив дека имате и како дојдов да ме знам кои се, ама гледам дека многу повеќе избори има од оно што јас памтам. Така, значи токму на вистинско место сме сега, баш да ти ги покажам значи овие модели понови да кажам од Егло програмата. Значи исто винтидж серија. Така. Имаш доста модели, значи имаш на единечно. Има со 3 вака на трапезариска маса, нели за дневен престој. И имаш од овие исто единечни, ама со различни форми. И со внатрешноста им исто различна, можам да забележам. Значи може комбинација да се направи со првите, со помалите. Убави се и на изглед, но и даваат доста светлина. Значи со обична фасонка се. Може да користат значи обична сјалица, но може и лед. Наскоро ќе добиеме лед сјалици винтидж, како што се овие. И па одвај ги чекам тие. Значи убав ефект ќе се добие. Да, и самата сјалица е декоративна плюс. Да. Буквално за сечи вкус. Одлично, супер, супер. Ако може поговоримо Да, тоа е прв до тука. Интересни и најважно метални. Ваквите светилки даваат насочено светло и би биле наменети за простори каде не барате да биде ноќе како ден. Опремени со лед светилки, ќе траат се надевам многу долго. Имаме многу среќа што Манекс не се секој на врва, нели? Правиме муавет за трендови и тие веќе ги имаат светилките, трендовските светилки во својот салон. Тоа многу ќе ни помогне во овој стан, бидејќи е таков интересен, шарен и бара такви детали, на такви некои ретро светилки, метални, црни. И второ што е многу важно е, бидејќи се работи за станово издавање, констатиравме дека стаклото не е варијанта, туку само металот. Филип се договоривме дека станот ќе го предадам до крајот на месецот, не специфициравме ептен точен датум. Меѓутоа, тој ми се јави и ми каже: Ивана, јас за 31 март имам клиент. И се јавив на Јана и реков: седиш? Века седам. Века да знаеш дека станот треба да го спремиме до утре вечер. И тоа е заклучен датум и така беше. Ива ми каже дека за 24 сата треба да го предадеме станот. И ќе ми треба многу среќа. Мислам дека е тешко, ама и не е невозможно. Не дека немаше време да се заврши порано. Имаше, ама ние така си бевме малку лежерни со терминот. Седа дека не изгледа дека мора да биде до 31. Она што беше добро во целата оваа работа е дека голем дел од мебелот и предметите беа веќе избрани, имаше многу мал дел што треба да се доизберат и донесат. Генерално во ваква состојба се завршува стан за еден ден. Поголем проблем е, секој пат велам, чистењето. Кога е толку многу гужва и кога има толков притисок, наеднаш се претвора во ултра забавно. Не знам како да го објаснам тоа, ама колку што е постресно, толку и позабавно. Се прават глупости, се трча на сите страни, не се знае кој што прави попрво и некако таква смешна слика и се тоа, таква смешна енергија. Забавно е многу, да. Во станот имаше гужба од мајстори, буквално, значи тапети се лепат, се поставуваат светилки во исто време, креветот не стигна во исто време, водоводжиите, суки, местат нешто, значи гужба, буквално гужба. Тапетите во еден стан за издавање се, да речеме, нужност, бидејќи се лесни за одржување, не мора да пребојувате и да коригирате ѕидови нон-стоп. А конкретно за воспалната соба особено, проблемот е што креветот е толку долг што останува многу малку место за прајање и едноставно тапет е нужен за да не се згреве ձидот кога луѓето поминуваат. Сега на почетокот не успеавме да најдеме тапети и кажав на Јана: оди до Куманово и најди ги. И ги најде. Навистина многу е. И навистина со тапетите веќе изгледа се поинаку. Спалната во Тексас.
со бел кревет, бел плакар и работна маса. Тапетот особено спроти креветот е нужен. Нужен затоа што собата е тесна и кога се минува крај креветот, можно е со дел од телото да се стругат зидот. И така ќе им се извалка многу брзо. Особено затоа што тие што обично престојуваат во становите за издавање не внимаваат многу што прават и како оставаат. Ретки се домаќините што чистат зад нив. Обично е хаос. Значи се на се стасува. Малку бурно и со термини, и со луѓе, и со расположение. Но еве сме при крај. Во последните моменти на подготовката на станот и се јавував на Јана како што правите, до кај сме и така натака. Нели јас од канцеларија припремам, таа директно на терен со сите мајстори се расправа. И ми рече, јас сакам нешто ми е празен синиот зид. Значи, јас имав идеја на синиот зид да сместиме некоја убава слика, тоест репродукција, која што реално можеме да ја набавиме за кусо време. Меѓутоа, благодарение на убавите тапети, веројатно ја понел моментот дека сакаше да има некакво дрво да се појави на синиот зид. И разговаравме како тоа дрво нели треба да изгледа, да не биде нападно многу, да биде како трага од дрво, некако кога ќе се оддалечиш да го видиш. И во ред се договоривме, нели таа требаше да ја објасни на Билјана како тоа треба да изгледа. И се направи едно големо дрво. Јас некако дрво го замислував да е од оваа страна. Некако стилизирано да е дрвце, остали со сунгерче некако тапкано, значи да не е она со прецизни линии исцртано, да. Со некакви златни акценти, окер може кафеава, не знам, тоа ти може и воено. Ти работи окото на тие ватијансите од тапетот да се врземе некако со него, ама сега не знам дали од тука да биде дрво да почнува наваму, некако логично ми е да е обратно, ама позицијата... Заради студот мислам дека ќе смета да е од оваа страна. Дали би сакала да иде од таа страна? Добро. Во овој страна. Па ја вака некако го замислував, да. Да не биде плаво, да бидеме со кафејаво стебло, значи темно кафејаво за да ти одговара со мегово и ќе го прошараме, да, а ќе го прошараме цело, значи листјава да бидат тапкани. Добро. И ово дека што е бело, да дојде со златна боја. Во 8 часот вечерта ми го испрати Билјана цртажот за да го видам, нели, да одобрам да кажам дали ми се допаѓа или не. И јас кога го видов, реков дека е големо, како прво, и второ реков дека ми е пререалистично. Значи очекував нешто сосема поинаку, особено заради тоа што сметав дека тоа треба да се изработи само во златна боја и да не се применува ниту една друга. Меѓутоа не бев точно сигурна дали јас тоа така го гледам заради тоа што таа го сликала лошо или едноставно не ми се бендисува вистински. Значи остана да се види за бајлето, да отидам да видам дали ќе ми се бендисува. Но се појавија роднините на Филип за да донесат чини, лажица, тенџериња за во станот. И падна во несвест, баш од дрвото, и рекоа да не го пипам додека не го види Филип. Па ајде нека го види, па да видиме дали останува или не останува. Која му била судбината на златното дрво на Билјана. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом.
Хело. Браво. Добар ден, го поинакви од само од другите. Може? Да, стварно е. Да, сосема ти е поинаков сега. Според очекувањата ли е станот? Станот е според очекувањата и тоа дури подобро од очекувањата, бидејќи јас се надев да видам дека можеби малку би дошло досадно со овие нијанси кои што ги обрекувам. така. Меѓутоа, кога го гледам вака ми се свиѓа искрено. Да, убав е. Убав е, многу интересен, шарен е таков, сепак си Поинаку шарен. Да, поинаку шарен од оние другите. Да. Така. Тие беа помладешки, можеби, овој поинаков дух има. Кога ќе се каже некако дрвени маси, таа која дрвена некако асоцирана по Досадно. стан. Да, овој стан не е досаден, барем јако гледам, вака не ми изгледа досаден. Епа да, не се баш класични моделите на масивниве работи што Така. имаме зимено, туку се баш штосни. Филата е минијатура. А вечер него го собира, Да, супер е. да. Супер е тамане. Во принцип е идентична некоја големина како ми се чини во најмалечкиот стан, само бидејќи побаравте машината да биде посебна од фрижидерот. Имавме малку проблем околу каде да се сместат фиоките, баш никаде веќе немаше место. Супер, изгледа дека си има секој што треба во финал. Так. Таа мислам дека е малку помала, или барем така изгледа сега, дека таа помала малку што ја правевте во... Може микрото, што го качиме. Си паќа некој ново место и се ослободува површината за работа. Ете така. Значи, ова е тој таков, еден нов интересен простор и по принцип ти е станот уреден по некакви си као нови тенденции на така малку пошарено, поинтересно, сега не е романтично, меѓутоа така. Меѓутоа може да биде. Може да биде. Може да биде, да. Абе карактерно. Така. Си има карактер Си има стварно? карактер. Да. И со новите устари, што е теми добаѓа на Марекс, ела во спалничката. Спалничката да си ја видиш. Али, Тексас спална. Спалната е исто така супер, да. И како што бараше со многу голема работна маса. Да, голема работна маса и ми се свиѓаат тапетите што ги ставија тука. Добро, Јана. Паѓа тапетите. Да, да, јас сум таа за тапетите. Да, го видиш. Супер. Добро. Добро. Убави се тапетите, убава е спалната. Да, и цела соба е прилично комодна, значи собра и бюро, и кревет собра, и плакар Тајната е во голем. темните ѕидови и темните светлиот ѕидови. медон. Да. Таму лежи заекот. И да си стави тука облеки. И тоа баш голем плакар онака. Да. И да седи подолго време. Да. Не ден, два, три, да одседи така, треба да сработи. Да има мотивација. Има мотив. Жабели волкава маса. Да не е Супер, за жабо. браво. Сега може да те оставиме ти да се одмориш на твојата нова тераса, а ние да се одмориме по куќите. Може? Овој стан покажува како темните и силни бои не мора да значат дека се оптеретување за мали простори и како со малку, ама интересни детали можете да го направите просторот многу динамичен. Станчето излезе баш кулистичко. Мало, а со толку елементи, што делува ем смирено, ем разиграно. Тоа го направија и сите можни детали во просторот, од тапетите, светилките, килимите, до новиот интересен масивен мебел, кој му дава лежерна нота. Така, ние одлучивме дека бизнисмените кои тука ќе одседнат, може малку да олабават во ваквата атмосфера, затоа што обично сите интериери за бизнисмени се ужасно стерилни и одмерени. Женам сите што работат нешто и носат костуми машна мора да се укочени и стерилни. Кога се во нашата сончева Македонија, ќе седат во злато и обсјаени од златното дрво, во раздвижена интересна атмосфера која сметам ќе придонесе за добри сделки за нив и за Филип.